Па да, за танц. Многу зборувавме за позитивните мисли, енергија, за се она што го зрачиме од душата, но и како душата да ја исполниме со убави мисли и со позитивни реченици кои што ќе излегуваат од нас. Меѓутоа телото да го ослободиме од вишок масти, вишок килограми, отрови, и сето тоа дополнително зошто да не со зумба. Зошто да не? Ајде, со Бисера Димчева, да, разговараме о продолжение. Добро утро официјално. Добро утро. Јас, Бисера, те подпишав како зумба инструктор, но во суштина не е и твоето, да речеме, матично образование. Всушност, ти си инструктор по модерен танц. Да, јас сум танчар по професија. Добро, што значи тоа? Што подразбира? Да, всушност мојата едукација е во конкретно современиот танц. Студирав во странство, делумно во Белград и малку и во Португалија. И тоа е искрено малку ми е тешко да го објаснам поимот современ танц, бидејќи е многу широк, особено денес, од како се има развивано низ годините до денес. Подразбира многу работи, но е ајде да речеме, микс на и класичен балет, и модерен танц, и малку урбани танци, значи секако сега во современите танцови представи има и многу глума се повеќе, така што е навистина еден широк поим кој што дава многу слобода во движењето и во личниот креативен израз. Тоа значи дека како те води емоцијата и танцот, значи си во современ, така модерен танц. Да, ние денеска сме танчари по современ, односно во современ танц. Готово се разбравме. Колку години имаш сега? Сега имам 27 години. 27. Да. Што значи тоа со оглед на твоето образование како танчер? Што значи тоа за тебе? Тоа значи дека сега имаш отворен пат, дека сега се твоите години, сега е моментот за доживување на врвни признание, така натаму, и дали е тоа така и дали танчерите имаат, во мојата перцепција мислам дека е така, но дали имаат бенефициран стаж, односно до кога можат да го прават тоа или цел живот танцуваат според емоциите, моментите и си бараат начин каде да ја канализираат таа енергија. Да. Па во современиот танц би рекла малку поразлично отколку во класичниот балет. Таму знаеме дека балерините работат во театар, си го имаат тој бенефициран стаж до одредени години и потоа можат порано да одат во пензија. Кај нас е малку поразлично бидејќи има некои театри, куки кои што се матични за современ танц, но многу од танчерите всушност работат фриленс, што би се рекло. Тоа и ова, например, што го гледаме сега. И да, ова е зумба. Да. Но да, тие кои што работат фриленс во суштина работат и до многу подолго, значи до 50 и нешто 60 години. Јас сум имала предавачи, професори кои што имале и околу 50 и нешто години и биле совршени, значи јас сум се чудела, сум ги гледала како толку добро се движат, ама тоа е искуство, тоа е навистина години искуство и точно знаат како да си го одржуваат телото и како, без да се повредат, а сепак да го прават тоа. Каква ли физичка подготовка е тоа? Твоето време, Јована, доправа доаѓа. Така се чувствувам, сериозно, и не само физичка подготвеност, туку Бисера, верувам дека ти имаш сосема поинаков начин на функционирање, од исхрана до можеби некој режим на сон, кој што и тоа како е потребен, начин на живот. Да, мислам, знаеме, ова е општо познато дека секако не е важно само физичката активност, туку и исхраната и сонот. Не би рекла дека имам посебен режим на исхрана, се трудам само да биде разновидно и колку толку по-здраво, да ги избегнувам тие некои работи што сите знаеме дека не се добри. И секако сонот барем 8-9 часа квалитетен. Накратко да дефинираме зумбата. Што е разлика помеѓу оној класичен кардио тренинг? Ова е популарно, мора да кажеме, за жените. Да, дефинитивно. Но иако има и мажи на видеото, тоа сакам да ти го кажам. Јас мислам дека не е до толку. Всушност основачот на зумбата е маж. Алберто Перес се вика, од Колумбија. Мислам дека е овој на видеото, ако не се лажам. Во светот, да, има и многу мажи што практицираат зумба, кај нас сепак повеќе е кон жените тоа насочено.
И тоа е една физичка активност која го потребува танцот и тие некои танцови движења за да се внесе една физичка активност која што е раздвижена, активна, динамична, енергична и едноставно многу е важна бидејќи го размрдува телото, го активира, но исто така влија и ментално, поттикнува подобро расположение, едноставно и кога си заедно со други луѓе играш, се дружиш, навистина се шири една позитивна енергија. Јас сакав да прашам, слушам со внимание. Она што сум го слушнала е тоа дека, и сум го прочитала меѓу другото, дека за жените по 40-та година, и тоа како се препорачува зумба, како дел од, па да речем, нов некој начин на живот, кој што самиот по себе биоритам го наметнува, перименопаузата, па потоа менопаузата и така натаму. Може би тие осцилации во расположение, хормонални промени и така натаму да не се разбравме. И тоа како се препорачува зумбата? Како е работата со жени кои што се во некоја фаза од животот во која што специфична. Тие се борат, но всушност вие го нудите тоа што им треба, позитивното расположение, ја вадите негативната енергија, им давате сила од друга страна и им давате живот, Хормонален баланс. ама каква е комуникацијата со, да речеме, жените по 40-та? Морам да признам дека во моментот во групите кои што ми се зумба активни, има доста така повозрасни жени, би рекла. Тие се во најголем дел моите вежбачки, да речам, и за сега доста брзо, неодамна почнавме, но за сега се доста задоволни. Ги гледам дека навистина им одговара тоа што го правиме. Сега сакам да напомнам дека зумбата која што јас се држам не е премногу, да речам, агресивна, интензивна. Да, намерно ги поставив тие групи да се почетнички, бидејќи таков фидбек добив од луѓето дека им треба нешто со малку поумерено темпо, поспоро, и така го организирав часот и гледам дека навистина им одговара и убаво има додека се, значи ги раздвижува, ама не ги уморува, не Треба некаква претходна подготовка? Не треба подготовка. Треба малку само да се навикнеш на, гледам дека можеби некогаш со координација се бујнат, ке им дадам одредени чекори, па им треба време да се навикнат, но тоа си доаѓа со време, бидејќи е процес само малку повеќе. Колку пати е потребно неделно да се направи еден зумба тренинг? Па доволно е, што се препорачува 2 до 3 пати неделно. Јас би рекла и 3 пати, ако може, бидејќи навистина колку повеќе физичка активност имаме, толку подобро. Но во моментов имам и групи со 2 пати неделно. И на некој им одговара и толку. Бисера, од современите танци до зумбата, како падна изборот? Што толку тебе те воодушеви во зумбата? Што тебе те привлече? Па јас почнав пред неколку години првенствено да станувам инструктор по зумба и сватив дека многу ми се допаѓа затоа што се користи музиката и танцот едноставно за да се подигне расположението. Мислам, јас по природа, освен тоа што сум танчер, едноставно навистина многу сакам да танцувам и да се забавувам на музика преку танц. И тоа многу ми придонесе за да изберам некоја таков тип на физичка активност настрана од мојата професија. Ова е сепак малку поразлично и позабавно, би рекла. И токму затоа и го избрав. Каква музика користите? Кој е одговорен за музиката? Па вака, музиката е генерално латино музика, бидејќи потекнува, па ќе кажам, од основачот. Тоа има всушност... го видовме. Да, формирано од тука се проткајува. Неговиот принцип е на латино музика првенствено, но сега се повеќе се шири тој жанр на музика. По суштина може и секаков тип на музика да се искористи, ама важно е да има одреден ритам, да можат да се направат чекори на таа музика, одредена хореографија. Видовме еден тренд на Србија, на народно, и се зема в тој тренд. Да, баш така. Не си видела на Инстаграм? Не сум видела со социјалните мрежи никако. Не сме во сооднос. Во Србија, каде што на народна музика, и тука зборуваме малку повеќе за повозрасни
Па се Жељ. поставува прашањето може ли кај нас на пајдушко? Како не може? Може, само да треба не некој направи да како го иде направи музиката. тоа. Така да може да го Така. Тоа веќе моци ќе премине во Да, пора и шегата свадба, настрана, да, да. Добро, кога зборуваме за светските трендови, па и во музиката се светските трендови. Еве, Да, секако. во зумбата тие надпреварувања и тие моменти да се докажуваат едни со други, забележуваме дека насекаде во светот ги има. Да. Оно што е интересно, сакам да те прашам тоа што си навистина млада, полна живот, енергија и се оно што сакаш да го постигнеш преку зумбата, да го пренесеш и како знаење и да, и себе, душата да си исполниш, но и себе да се надградиш. Дали и во текот на денот, што тебе те инспирира? Дали во текот на денот се оно што ќе го забележиш, затоа што живееме во многу динамично секојдневие, тоа ти е инспирација во делот на чекори, во делот на тоа што ти треба да го направиш како мотивација за вежбачките, ги нарекуваш мои вежбачки, веќе им го знаеш и сензибилитетот, знаеш што им треба. Ти инспирира ли она што ни се случува, не знам, во секојдневието, поминување на пешачки премин, дали значи за тебе инспирација во некој чекор? Па Го живееш ли танцот секојдневно? Би рекла дека секојдневните работи повеќе можеби ми се инспирација за современиот танц, за таа област. За зумбата некако си дозволувам само да си одберам некоја музика што ми се допаѓа, да си ја пуштам и само така да почнам да си танцувам, да речеме, секако во умот ги знам дека треба чекорите да бидат соодветни на групата што ја водам, на луѓето, значи не можам нешто било што баш да им дадам. Пазам на тој момент, но си дозволувам ете така да ме понесе музиката и да направам нешто што првенствено и јас го уживам и претпоставам дека ќе го уживаат. Хореографијата се прави на лице место. Во моментот додека тече музиката нема никакви Не, ова го правам подготовки. претходно. Да, значи сепак. сама во студио ќе си пуштам, ќе направам, точно ќе одредам во кој момент кој тип на чекори се случуваат, за подоцна да можам да им го пренесам тоа јасно и нели додека ги водам во играњето да биде јасно кога што правиме. Танцот вели вака, доколку го изгугламе, ни вели што е танцот. Танцот е многу повеќе од забава. Танцот влијае на телото, танцот влијае на умот и танцот влијае на емоциите. Точно. Каде би сакала да се надоградуваш во своето танцување? Ја спомена Португалија. Да. Да, така. како дел од образованието. Да. Каде би сакала да се надоградуваш? Каде е лулката на создавање на и следење на новитетите и на танцот и на танчерите низ светот? Па би рекла дека Европа е доста позната по тоа, значи тука се Холандија, Белгија, Германија, Франција, навистина голем број на случувања од современен танц има таму, има многу компании за современ танц, значи замислете тоа е како моб, ама за современ танц. Јас имам голема желба да бидам во една таква компанија, значи бидам современ танчер во таква танцова компанија, бидејќи е голем, за секој вака танчер би рекла дека е тоа голем предизвик, да бидеш дел од една екипа, од еден ансамбл и да имаш над тебе еден кореограф кој што ти дава одредени задачи и ти треба преку телото, но и преку изразот, свој личен, да речам, да доловиш нечија идеја, нечија приказна. Каде конкретно имам една доста омилена компанија, која што, леле, сега го заборавив името. Добро, во Лондон. Во Лондон. Добро. Хофе Шехтер се вика. Готово. Ни беше вита локацијата повеќе. Во Лондон. Локацијата, да. Бисера Димчева, посакувам да ти се исполнуваат соништата. Благодарам многу. Благодарам за гостувањето и да се гледаме само зубави работи. Ајде, следен пат може да ти ги запознаеме и вежбачките. Кога веќе ги спомена. Да, и денеска ние да бидеме инспирација за ако имате нели час. Ќе имам баш после ова час во 10. Со нагласување дека ние сме биле инспирацијата. Токму така. Благодариме. Благодарам.